Продолжуваме со утринската на Телма и сме во студиото подготвени за нашиот следен разговор. Ќе зборуваме, односно ќе најавиме еден настап кој што ќе го има градскиот мешан хор Вардар овој викенд, но за што поточно станува збор денеска во студиото ќе зборувам со моите гости. На гости во утринската ни доаѓа професор доктор Глигор Џолев, кој што е председател на хорот, а заедно со него и Сонја Стерјевска, која што е хористка во градскиот мешан хор Вардар. Добро ни дојдовте и ви посакувам и пријатно расположение тука во нашата студија. Вие, професоре, не сте за прв пат, а господјата Сонја ми се чини дека е за прв пат кај нас, но верувам дека ќе биде едно добро прво искуство. Прво да ве поздравам вас и целиот ваш аудиториум, а тој не е мал. Мислам, Телма телевизија е популарен телевизиски национален представник. И ние денеска со задоволство со мојата колешка, пошто јас како хорист сум моментално сум на челото на хорот. Значи, имаме прилика да настапиме, значи, во недела на празник, убав ден, и така да поканата од ваша страна со задоволство ја прифативме и воедно ни дадовте шанса да јавноста и гледачите ваши да знаат дека овој настан ќе се случи во недела, во 1 часот ќе почне, така да и денот е убав и се надеваме дека ќе допринесеме во прославата на овој наш празник. Така е. Ние споменавме и со колегата Ненад во нашата најава дека не очекува убав викенд, времето ќе биде посвежено, ќе биде сончево и ќе можеме да го искористиме и така за релаксирање во природа, но и за уживањето за сите оние кои што сакаат во она кое што вие ќе го направите, односно во вашиот настап на градскиот мешан хор Вардар. Ние во едно од минатите изданија, професоре, сме зборувале за јубилеот кој што го одбележува овој хор. Вие сте председател на хорот, но вие сте и ортопедски хирург, тоа многу пати сме го кажале преку нашите гостувања и некако ја балансирате вашата работа со ова кое што го правите. Вие хоби и не било какво хоби, туку нешто што ви исполнува, особено кога станува збор за хорското пеење. Би сакала да се навратиме малку наназад, бидејќи одбележувате во овој период 20 години постоење и тоа навистина не е мала бројка на години, колку што обстојува овој хор, па нешто околу изминатата работа низ годините, концертите, можеби да направиме паралела од некогаш и денес, кога зборуваме за постоењето на хоровите. Добро, еве јас ви кажала нешто. Прво добро утро до вас и до гледачите на утринската програма на Телма. Јас сум една од членовите на градскиот мешан хор Вардар Скопје, истовремено и во овој период и член на управниот одбор заедно со доктор Џолев. Хорот го формиравме 2000 година заедно со професорот Драган Шуплевски, сите го познаваат како еден мајстор на хорското диригирање. Бевме собрани ентузијасти, хористи од претежно од академскиот хор Мирче Ацев, значи од различни генерации хористи кои што пееле во академскиот хор Мирче Ацев. И така почнавме со професорот Шуплевски. За жал тој набрзо почина и за нас беше една голема жал и неизвестност што ќе стане понатаму со хорот, но имавме среќа, хорот го презема Илија Атанасов, негов ученик, со кој што работевме едно 10 години. Понатаму Илија за жал мораше да се врати во Гевгелија, во неговиот роден град, бидејќи му престанаа работните обврски во Скопје. Па со хорот почна да раководи маестра Јасмина Ѓорѓевска, иначе хор мајстор на операта, на македонската опера и балет. Со неа хорот доби една нова свежина, би рекла, сите што ја познаваат, знаат, се работи за една многу амбициозна диригентка, внесе еден нов ентузијазам. Во нејзино време многу го проширивме, да кажем, хорскиот репертоар и таа работеше со нас до крајот на минатата година, а веќе од март-април имаме нова диригентка, Марија Андонова, која што не можеше да присуствува на ова гостување. Инаку, навистина имаме богат хорски репертоар, како што реков, сите сме долгогодишни хористи со долгогодишно богато хорско искуство.
Најмногу го негуваме македонското хорско творештво, значи најпознатите македонски хорски композиции од познати македонски автори. Исто така црковната православна музика, понатаму дела од ренесансното време, современи дела како од македонски, така и од надворешни автори. Сме изведувале и многу вокално-инструментални дела, и тоа тешки и комплицирани за еден аматерски состав, аматерски хор, како што сме ние, всушност сите сме аматери со различни професии. Така да велам еден разновиден, богат репертоар од различни музички стилови, епохи. Сите аматери, меѓутоа сите ентузијасти, сите љубеници во хорското пеење и всушност тоа не одржува и не сближува сите нас љубовта кон хорското пеење. Да, апсолутно е така, кога станува збор за било кое хоби, кога човек ќе се пронајде, а исто така кога нешто го работи со задоволство и од срце, како велиме. Овие инсерти кои што во моментов ги гледаме се ми се чини од еден настап на хорот во Ниш, ако не се лажам, и тоа беше минатата година, така. И добро е што вие сега имаме можност да го најавиме овој настап кој што ќе се случува викендов, кој веројатно има одредена програма, како вие тоа нели постручно или поконкретно го знаете, но оние кои што се разбираат во хорската музика, кои што ги пратат вашите настапи и кои што редовно ве следат во она кое што го правите, што би виделе во настапот кој што ќе ви имате викендов? Јас ќе одговорам на ова прашање, но сега да го истакнам моментот ова што мојата колешка Сонја го направи во времето сегашно, меѓу другото, ние навистина во едно такво време, невреме со короната, успеавме да обстоиме и при тоа значи да дури и дадеме и во двете најкритични години, значи 2020 и 2021, значи напросто се прилагодивме на овие услови кои што беа доста рестриктивни. Така да пробавме надвор, значи пробавме под ведро небо, па дури имаше моменти кога дожд врнеше, па со чадори сме пробале. Во прилог на оноа што нас не влече да бидеме толку посветени како едно животно хоби кое енергија ни дава. Затоа и обстојувате толку време како хор, така? Па сигурно дека тоа е најголемата потврда. И поентата ми е таа да кажам дека ние сили и харибди поминавме и еве повторно оваа година започнавме на 15 април. Точно го знам датумот кога новата диригентка Марија Андонова значи настапи и дури сега кога сумираме, се приближува крајот на годинава, напросто сме самите изненадени дека имавме 3 настапа, од кои што 2 надвор од нашата земја. Еве сега, значи бевме во Ниш, повторно, така да бевме во Херцег Нови, во Црна Гора, сега се вративме пред недела дена, отприлике, и сега еве во недела имаме повторно настап, а до 20 ноември, значи, се ова што правиме, ние го правиме како резултат на нашата апликација, конкурси со кои што настапуваме и пред Министерството за култура. Сега е конкурсот во тек, сега повторно брзаме да не го пропуштиме рокот. Овој проект го реализираме со поддршка од град Скопје. Така да сето ова зборува, а следува годишниот концерт. Најпосле створивме услови, при што финансиите се многу битни, мора тоа да се истакне,
а тука сме ние непрофитабилно здружение. И сето тоа тешко се случува. Фала Богу што имаме одредени спонзори оваа година, кои што ќе бидат истакнати. Мислам, така е замислено овој годишен концерт, да има по една вака јавна и долична представа да биде овој концерт. Сакам да кажам, значи и ова одбележување на проектот со град Скопје е во тој правец и бевме мотивирани посебно затоа што празникот, меѓу другото, кој што е така зборува за револуционерната борба на македонскиот народ низ вековите и така натака. Како повод да како повод да тоа дојде до израз и на овој концерт кој што ќе го направиме. Одлично, јас верувам дека ќе има голема посетеност, како што и било на вашите настапи досега, а кога велите дека ете и во таа година или во тие 2 години на големи предизвици во било која област, и кога станува збор за реализирањето на хорските настапи, тогаш може, велиме, кога се сака, навистина може нешто да се направи, дури и ете на хорско пеење на отворено, кое што е малку поспецифично кога станува збор за хорско пеење, бидејќи важноста на воздухот веројатно има улога, зависно од тоа какво е времето, нели велите на дожд сте пееле при тоа, нели, и сте изложени на отворено, и икс други прилики или неприлики, кои што ги совладувате токму поради љубовта кон тоа што го правите, и затоа велиме 20 годишен јубилеј, континуитетот и одржливоста е еден важен момент во сето ова. Повелете. Сакате да еден мал нешто? интерруптус ќе направам. Имено, ова произлезе од вашите зборови убави за нашиот хор, а тоа е дека во недела, например, ние сега знаеме дека имаме, имаме нов диригент, Марија Андонова. Меѓутоа, поради одредени причини, ние ќе имаме диригент кој што многу го цениме и кој што соработувал со нас и во договор помеѓу нашата диригентка и диригентот кој што сега во недела нас ке не води, а тоа е веќе познатиот афирмиран Андреј Наунов. И така да ние воредни проби сега направивме деновиве и тој практично ќе не води на овој концерт што ќе го направиме во школка во 1 часот во недела, што зборува дека нема пречки, сите пречки ги решаваме благовремено и затоа и обстојуваме меѓу другото. Така е. Само уште едно прашање до вас, Сонја, пред крајот, еве кога зборуваме за настапи надвор и настапи во нашата земја, каде е поголема возбудата? Може и вие, професор, да одговорите, но еве во кратки црти со тоа ќе го финишираме. Возбудата е подеднаква, било да настапуваме во нашиот град, во нашата држава, сме имале безброј концерти, секоја година одржуваме концерти во нашиот град. Сме настапувале и во многу други градови во државава, учество на хорски фестивали, познатиот хорски фестивал во Тетово, во Охрид исто така. Но и многу настапи надвор од нашата држава, учество на меѓународни хорски фестивали, значи на фестивали со меѓународно учество. Еве последниот наш настап во Херцег Нови, каде што спомнавте, еден настап имавме на отворено, токму на оние сунчани скале каде што се одржува, нели, познатиот фестивал на забавни мелодии. И беше навистина многу убав настап со публика на отворено. Таму и амбиентот и морето си го прави своето. Вториот настап ни беше во црква, бидејќи настапивме и со црковна музика. Сме учествувале, велам, на безброј и надворешни фестивали, така да возбудата е секогаш иста. И одговорноста и посветеноста на сите хористи. Така. Јас ви посакувам уште многу години постоење на хорот првенствено. Успешен настап несомнено ќе биде овој викенд, односно во недела во градскиот парк на школка, поточно во 13 часот, каде што ги покануваме нашите гледачи да отидат и да уживаат во тоа кое што го подготвувате. А верувам и постои голема веројатност да се видиме негдека пред вашиот годишен концерт оваа година. Договорено? Ми биде задоволство, а јас морам да истакнам уште еднаш дека телевизија Телма
значи еден не поддржува секогаш и не прати во нашите настапи, така да тоа не е случајно. И вие како водителка, нашите релации и во однос на медицината, но и во однос на хорот се едно испрепелетени и во секој случај ви благодарим. Долготрajни се разбира и така и ќе биде и во иднина. Нашата соработка продолжува. Ние сме тука да ги информираме нашите гледачи за вашата работа и за сето тоа кое што го правите, а на задоволство на сите нас. Така. Ви благодарим.